И овој викенд продолжуваме со листа за 300. Прво да ме поздравам сите, цела Македонија, а сега е време да ги запознаеме и денешните надпреварувачи. Нормално, си знаете како оди целата работа, прво ќе ги повикам домакините, односно во оваа ситуација оние кои што со вайлдкарта успеа да се протнат за денешната емисија, односно денешните домакини Бранко и Ванчо, повелете. Господ Бранко секоја со трк. Здраво, како си? Здраво. Како си, Ванчо? Добро? Добро. Расположени денеска за игра? Да. Минатата емисија за малце не успеавме понатаму да отидеме, не зезна општините со ово своето име. Добри бевме, само 4 дни остана да кажеме, но нели надавањето беше она што не зезна, надававме повеќе од што има општини, па едноставно немаше каде да одиме. Да не сакате вие да додадете нешто или спремни да влезете во вашата кабина и да започнеме? Па да почнеме. Да почнеме? Да, почнеме. Нема проблем. Господа, денеска сте домакини, што значи ваша е домакинската кабина, повелете. А сега тука во нашето студио се и нивните противници, предизвикувачите кои што ќе пробаат да им ја земат домакинската кабина. Да ги поздравиме добро познатите Љубен и Ранко, повелете. Добро вечер. Добро вечер, господин Ранко, како сте? Моје поштовање. Добро. Добро Господин вечер. Љубен, добри. Повелете понаваму, можете слободно да си дојдете, да не стоиме на ивица. Нема проблем. Како сте? Да. Расположени за игра? Дав се пауза од жештини, па може малце се, ајде да. Да, малце тука. Малце мозокот да го истренираме, да видиме Така, како е. може да почне да работи мозокот. Претходно не може да работи. Да. Сериозно. Јас за прв пат со сега фе така. Главата буквално и ваки осеќа фе. Празна ми е, така ја чувствував за прв пат во живот. Ето. Љубен и Ранко, расположени за игра, да не сакате да додадете нешто? Ништо, све. Ништо, влегуваме во кабина. Сите што гледаат, поздрав до сите и нека продолжат да гледат. Фала ти, ете така. И нека Гледате понат, така. А вие, господа, почувате како предизвикувачи, баш да видиме до каде ќе стигнеме. Значи, ваше предизвикувачка кабина, кажи, не Димар. Повелете. Ајде. Бранко и Ванчо, односно Љубен и Ранко, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега заедно, драги гледачи, да ги провериме, за да видиме дали функционираат како што треба и потоа да си започнеме на рад со денешното издание на листа за 300. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Љубен и Ранко, дали се слушаме? Да. Одлично. Знаете, ако имаме некаков проблем или ако ви е тивко премногу гласно, ми кажувате, опа, мене и го решаваме проблемот. Со среќа, господа, во продолжение. Благодарам. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Бранко и Ванчо, дали се слушаме. Да. Да. Како е во таа кабина? Убаво е чувството? Малку пожешко, ама добро. Што звори, што е потопло? Леле, ја помислев таа е она климатизираната, да не е на грејење пуштено таму. Па тогаш побрзо да започнеме и побрзо да Од завршиме. многу знаење си има загреано. Ова држи муавето, да. Ми се допаѓа муаветов. Почува да прегрева по полека хардискот. Бранко и Ванчо, дали може да започнеме? Може. Ви благодарам. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Домакините дадоа зелено светло за старт, па ајде да започнеме. Започнуваме стандардно со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои почнуваат и завршуваат со А. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат, но и завршуваат со буквата А, без обзир дали се именки, глаголи, несвршени глаголи или друг вид на зборови. Секој збор можете да го кажете само во еднина, во еден род и без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Бранко и Ванчо, дали ни е јасна темата? Да. Зборчиња што почнуваат и завршуваат на А. Љубен и Ранко, дали ни е јасна? И лични имиња не. Да, не се прифаќаат. Значи не се Добро. прифаќаат лични географски имиња на компании, народи и така натаму. Почнува на А и завршува на А. Да. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Моментално во предизвикувачката кабина се седнати Љубен и Ранко, што значи тие се луѓето кои што први ќе започнат со надавање. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на Бранко и Ванчо, а Љубен и Ранко, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 3. Извини, 3. 3.
Започнуваме со 3. Имиња не, само име. Да, без имиња, да. 10. 10. Колко? 10. 6. 10. 10. 12. 12. 12. 15. 15. 15. 17. 17. 20. Заокружено 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. Едно повеќе 24. Да заокружиме на 25. 25. 25. Ајде некој одговара. Да одговарат. Ајде да видиме. Љубени Ранко, имаме 25 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни зборчиња кои почнуваат и завршуваат на буквата А. Кога ќе бидете подготвени, можете слободно да започнете. Колку? 25. Добро. Апанажа. Не е важно од колку букви, значи 2, 3, 4, 5 и така. Океј, апанажа. Добро. Апанажа. Така е. Асоциација. Асоциација. Така е. Адвокатура. Адвокатура. Така е. Арбитража. Арбитража. Точно. Акна. Акна. Така е. Арамија. Арамија. Да. Така е. Арпа. Арпа. Точно. Асоциација рековме? Да. Апликација. Апликација. Точен одговор. Афирмација. Афирмација. Така е. Амбуланта. Амбуланта. Точно. Атрофија. Атрофија. Така е, атрофија точен одговор. Амнезија. Апретура, дали реков? Не. Апретура. Така е, точен одговор. Апретура. Алитерација. Извини. Чекај, полека. Која? Алитерација. Може. Стилска фигура, убаво кажи. Да, бе. Така е. Авантура. Авантура. Точен одговор. Асимилација, рекам. Асимилација. Асимилација. Така е. Азалеја. Асимилација. Точно како? Азалеја. Врса на цвет. Азелеја. Така е. Аматерка. Аматерка. Така е. Колку има? 17-25 треба да кажем. Авитаминоза. Авитаминоза. Обе, мајсторе, кај ти текна браво. Така. Американка. Американка. Да, вака сега од режија. Ви дават жолт картон, рековме нели нема
народи и такви работи, само зашто нема народи. Нели рековме, затоа. Да, нема внимавајте, нема народи, да. Значи, нема лични географски имиња на компании, Значи, не народи може и слични. африканка не може. Не може, да. Затоа бидете внимателни, од режија ви дават жолт картон. Добро. Наредно ќе ви одземе пена. Добро, како треба така. Аболиција рековме? Аболиција, Не. мислам дека не, само да проверам, ама... Не е кажана аболиција. Ете го пота, Анимација. анимација. Така е, Антитерористка. антитерористка. Тоа е занимање. Да, Само не го собира да го напише. да, најверојатно. Го заборев сега името да зборува. Кој? Не ми текнува. Така е, антитерористка, точен одговор. Аберација. Аберација. Тоа е со очите. Некоја мана. Така. Ја што ја имам. А ти се кажи, си ја знам од прва рака. Аберација. Јас за мојата не знам како е. Јас си го викам стандардно. Така е, точен одговор. Аджија, Аджија. Така е, аджамија, аджамија. Точен одговор. арија, Арија. Тоа е за последен одговор. Арија. Браво за Љубени Ранко, без некој поголем проблем си ги кажа овие 20 и нешто зборчиња кои што 25, колку што требаше, кој што им беше побарано, нели? Баравме зборчиња кои почнуваат и завршуваат со буквата А и тоа и го добивме. Честитки господа, но нема многу опуштање, имаме уште една лицитација за играње. Бранко Иванчо, добро, мислам дека уште малце требаше да им накачиме и ќе имаме некаква шанса да се надеваме на кикс или на нешто, да. Во секој случај добро одиграно. Сега се концентрираме на втората лицитација да видиме таму што можеме да направиме. Уште некој зборче кое што почува и завршува на А, абаджија, абецеда, абиогенеза, потоа абразија, автономија, автострада, агентура, агенција, аерофобија, ајкула, акција, алегорија, потоа амбалажа, амбасадорка, анаконда, артистка, асимилација, кажавме, атлетика, атлетичарка, атрофија и така натаму. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Таа ќе одлучи кој од овие надпреварувачки парови ќе ми се придружи тука или пак дали ќе играме пенали. Јас навивам за пеналите, само не кажувајте. А сега, време е за втората лицитација, а темата сега истата гласи. Главни градови со најмногу 7 букви во името. Бараме имиња на главни градови на признати суверени држави од цел свет, чии имиња не се подолги, односно поголеми од 7 букви во наша транскрипција и кои се општо прифатени како име на главниот град. Се признаваат градови од 2 збора, доколку се разбира, имаат максимум 7 букви. Бранко Иванчо, значи сега, не точно 7, туку најмногу 7 букви. Да расчистиме тоа да не направиме нека белја. Љубени Ранко, дали ни е јасна темата? 7, 8 не. Не. Љубљана може, Сараево не може. 7, така да. А зашто да не може? Така решил тој што ги мислел темите. Најмалку 7 букви, најмногу 7 букви. Ама со ја ако го кажеш. Како и да го кажеш, така го бараме како што му е официјалното име. Тоа е тоа, да не... У македонска транскрипција. Во македонска транскрипција, Добро. да. Бранко Иванчо, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Да внимаваме. Можам на сам старт да ви кажам дека ги има повеќе од 80 вакви градови, па од режија ми рекоа дека овој пат ќе нема жолти картони и најмала грешка ќе биде казната со одзимање на поен. А сега, знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра.
Во таква ситуација се наоѓаат Бранко и Ванчо, па ќе ве замолам да исклучиме предизвикувачката кабина, а Бранко и Ванчо кога ќе имате понуда споделете со нас. 30, 30. Започнуваме со 30. 40, 40. 45, 45. 50, 50. 52. 52. Може, Да одговараат? Бранко така вика, постари. Вие така, одлучи готова. Бранко и Ванчо, без брзање имате време, бараме главни градови со најмногу 7 букви во своето име. Кога ќе бидете подготвени? Може, Може. Атина, Атина, Анкара, само момент, поспоро малце да не утнеме нешто. Така е, Анкара, и тоа е точен одговор. Белград, Белград. Точно. Загреб, Загреб. Точно. Виена, Виена. Точен одговор. Берн, Берн. Така е. Рим, Рим. Точен одговор. Мадрид, Мадрид. Точен одговор. Лисабон, Лисабон. Така е. Берлин, Берлин. Така е. Осло, Осло. Точен одговор. Вилнус, Вилнус. Така е. Рига, Рига. Точен одговор. Талин, Талин. Така е. Минск, Минск. Така е. Киев, Киев. Точен одговор. Прага, Прага. Точен одговор. Софија, Софија. Така е. Варшава, Варшава. Така е. Москва, Москва. Точен одговор. 20 до сега. Лондон, Лондон. Така е. Даблин, Даблин. Така е. Рабат, Рабат. И Рабат е точен одговор. Алжир, Алжир. Така е. Тунис, Тунис. Точен одговор. Триполи, Триполи. Така е. Каиро, Каиро. Точен одговор. Сана, Сана. Така е. Мускат, Мускат. Така е. Аман,
Аман. Така е. 30. Бейрут. Бейрут. Така е. Техеран. Техеран. Точен одговор. Багдад. Багдад. Точен одговор. Дамаск. Дамаск. Точен одговор. Дака. Дакар. Така е. Кито. Така е. Кито, точен одговор. Џибути. Џибути. Така е. Делхи. Нью Делхи. 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 Делхи, да. Делхи. Старото име Нью Делхи, сега Делхи. Токио. Токио. Така е. Ханој. Како? Ханој. Ханој. Така е. Лима не го кажаме. Лима. 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 Така е. Баку. Баку. Така е. Ташкент. Ташкент. Така е. Кишинев, дали кажаваме? Не, мислам дека не. Кишинев. Не. Може Кишинев. Така е. Кишинев, точен одговор. Лесото. Лесото, не, чекај, минута. Добро, чекам. Не. Лима кажаме. Лесото е држава. Акра. Акра, така рековме. Акра. Точен одговор. Уште 7. Астана. Астана. Така е. Отава. Отава. Така е, Отава, точен одговор. Мароко, мисля, не го кажуваме. Не. Мароко. Мароко. Мароко е државата, браче. Рабат е главниот Рабат град. кажаваме го преска, да. Што кажавте, ама сега е утна песол. Да, ти ми кажуваш Мароко. Охо. Супер бе, и само на крајот многу ме боли вака мене, многу ми е криво кога да самиот крај. Не остана уште 4-5
имиња да кажеме и да играме на пенали. Знаете дека јас секогаш, драги гледачи, навивам за пеналите, но што да правиме, еве, тоа е што е многу ми е криво за Бранко Иванчо. Мислам дека беа на добар пат да го освојат овој поен и да го изедначат резултатот, па потоа среќата да си ја бараат на пенали, но тоа е што е кога имаме волку многу одговори и шансите да се погреши, нели, се исто така огромни, што и се случи во оваа ситуација. Многу ми е жал, Бранко Иванчо, повторно се гледаме во листа за 300, но за жал сега морам да ви кажам чао. Љубени Ранко, одлично одиграно, немам никаква замерка. Убаво ги навлековте, нели, да имаат кажеме многу... ние и 60. Требаше да ве остават тогаш вие да Тоа одговарате. не мрзеше. Да, ве мрзеш, добре. Добре. Нема мал кикс, многу кога има за одговарање, фаќа заморот, концентрацијата попушта и тоа е што и ете. Тоа е. Тоа за вас значи добро. Во секој случај Ќе се многу видиме. добри играчи се свака час. Супер се. Како супер, да. Супер се. Одлично Сваки одигра. час. Да. Многу честни, поштени. Да, супер и многу надпреварувачи. знаење имаат. Да се живи и здрави, ќе ги чекаме повторно знаење. тука да дојдат, па нареден пат може би еден реванш ќе ви организираме. А сега, љубени Ранко, ќе ве повикам тука на главната сцена за да се пробат со темата од нашата листа, но пред да ги повикам љубени Ранко тука на главната сцена, на брзина да ги прочитам оние главни градови кои што се од најмногу 7 букви. Мислам името име од најмногу 7 букви. Тука имаме Абу Даби, потоа Акра кажавме, па ги имаме Багдад, Баку, Бамако, Банги, Банкок, Берлин, Бисао, Богота, Брисел, кажавме Виена, Вилнус, Виндхук, потоа Гитега, Дамаск, Дили, Додома, Душанбе, Ереван, Загреб, потоа Кампала, Каракас, Кастри, Кигли, Лима, Мадрид, Скопје, не го кажавме, господа, Скопје, нашиот главен град, потоа Софија и така натаму. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам љубени Ранко да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме дали ќе освојат парична и колкава ќе биде паричната награда. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Љубени Ранко се тука со мене на главната сцена и за кратко ќе ги соочам со темата од нашата листа. На моје огромно задоволство, по одредена пауза, нели, повторно се гледаме тука и повторно ќе се дружиме и наградуваме. Господа, пред да ви ја соопштам темата, само на брзинка да прочитаме низ нашата листа, да се потсетиме од колку полиња е составена и каде се оние стоп точки кои што ни носат пари. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате со парична награда од 300 евра. Знам дека пратите спорт, знам дека пратите се, вклучително и спорт. Имам интересна тема која што малце се разликува од оние кои што досега сме ги давале. Да. Слушајте убаво, и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Фудбалски репрезентации признати од ФИФА кои не се членки на Обединети нации. Значи, бараме имиња на фудбалски репрезентации членки на ФИФА и кои ги играат официјалните надпревари, иако не се суверени независни држави признати од Обединети нации. Не мора да се само мали територии. Има и една голема европска држава која има 4 представника во ФИФА. Значи, ги бараме оние репрезентации признати од ФИФА кои имаат право да играат квалификации за светско првенство. Ете, љубен ме разбра на кои репрезентации мислиме, да. Имаме дури и во соседството исто така една репрезентација и така натаму. Да, Косово. Да, ете така. Не можеш да збориш чути. Абе, нека збори се, одма ќе ги пишеме и Исклучена им е кабината. Да, никој не слуша. Кога ќе бидете подготвени слободно? Со кој ќе започнеме? Велс, Шкотска и Северна Ирска. Значи, добро, одиме прво со Велс. Така е. Потоа рековме Шкотска. Така. И на крај? Северна Ирска. Северна Ирска. Северна Ирска за 50 евра и треточен одговор. Така е, честитки за првите пари освоени денеска. За понатаму? Што знам, ја ти ги пратиш овие ми свет, овие што се, речимо, Куросао, како се викат и тие играат некаде. Куросао. Па и тие играат негде, после не се... Куракао.
И Така се ви. да ги кажеме овие северните соседи, го знаеш името. Кажи да. Косово. Косовец. Имате и други европски? Нема геле, има и како да ти кажам, една исто непризната држава моментално во воена зона се наоѓа и они си имаат своја репрезентација, не се признати и така. Моментално цел свет повикува на геноцид дека има таму, ама тоа е тоа. Да не навлегуваме во политики. Добро, Косово, Ќе ги играме? Пази, 3 ни требаат затоа. а дале Косово, Добро, ајде, Косово. па палестинците. Палестина. Добро. Идеме Косово, четврти. Ќе биде, имаме, ќе кажам, точен одговор. Потоа, Палестина. Добро, Палестина. Така е и- Добре, и Хонг-Конг, тие, мислам, играат таму, ама не се признати. Значи, кој? Обединети. Хонг-Конг? Хонг-Конг, после кинески Тајван таму. Хонг-Конг, Кинг-Конг игра пинг-понг. Ајде, со Кинг-Конг ја пробам. Со Кинг-Конг, ајде. Хонг-Конг. За 6 точен одговор и 100 евра за вас двајцата. Сега, размислете што правите за понатаму, да не ги изгубиме овие пари Кажи случајно. некој ти, не ти текли од тебе, а ти ги пратиш кладилница и идеш. Е, тоа сам да кажам, кој иде во кладилницата, Кладилница видите? не пишува дали е пријател. Да, Не. Од сега, Добро, од сега пари да пишат. Не е така Кинески едноставно, така Тајпеј вика, не е не? признает. Признаен во некој држави, не е официјално признаен, колку што знам. Да, сега. Јужен Судан, а тој го признаа 1193 држава е таа признаена. Признаена, да. Не треба. Признае одма и долар опна валута. Не само тие Науру, Тувалу. Тие. Па стварно не знам тие. Да си ги земеме париве, да не направиме некоја грешка. Што аз тоа ништо. Аз тоа ништо добро, ако сакате тоа си идеме понатаму. Тајпев, кинески Тајван или кинески Тајпев. Ама чекай уште две. Ја, мене ме застана мазот. Па и на Уру и ова, кажи го Куросава. Ако мислиш, дај да кажем. Ама боле да бегаме, а? Има уште две европски земји со кои што сме играле фудбал тука, дури и изедначено имам игране средните, им дадовме гол од корна. Артем Шакири. Добро, ова британскиот протекторат, мислам, е... Добре, на англизите им дадовме. На кого? Да, на Англија. Ева како Артем гол им Шакири. го спрца. Да. Па после и таму ги изненадивте исто. Беше интересно. Ја не би ризикувал. Потом, мајде. Абе, Малце пари му се. не се малце, него ќе испаднам на залица. Абе, како можеш да испаднеш на здалица кислеца? Добро, ајде, доста. Ајде да ги земеме овие нареден пат, ќе ми ги земете сите пари. Љубе Ранко, Пари сме за сите шампиони сте најдобри. Супер, бе, тебе сега ќе ги прочитам, не се многу, 26 вакви репрезентации се. Ајде. Англија фалеше во оној прв четворката. Енглеска. Англија, Велс, Шкотска и Северна Ирска. Чека, зашто Англија не е... Не е призната, да, и она е во Обединето кралство, нели? А 4, ти убаво ми кажи. рече 4. Англија, Велс, Шкотска и Северна Ирска се од тој дел, нели, од А Обединетото он ги кралство. кажа, ама и не е битно. Англија не ја кажа. Не ја кажа. Не. Ама ја кажав, ама уште две појма нема. Ај кажи сега. Потоа ги имаме Американска Самоа, Ангвила, Аруба, Бермуди, Гвам, Гибралтар, девствени Гибралтар. острови, девствени острови под Обединето кралство, едните се под Америка, нели сад, Кајмански острови, Косово, Кукови острови, Куракао, Макао, Монсерат, Нова Каледонија, Палестина, Порто Рико, Тајван, Тахити, Туркси, Кајкос, Фарски острови и Хонг-Конг. Уопште не е наивно. Значи, Да, не е наивна тема, ма не, изгледа не станели. Темата одлична, Да. супер. А знаете што, интересно е дека има ова еве за публиката, дека
Има и обратно. Постојат признати држави кои немаат свои фудбалски репрезентации и не се постојани членки на ФИФА. Такви се Монако, Обединетото кралство, Палау, Микронезија и Ватикан. Да. Уште еднаш честитки, господа. Со ова го завршуваме денешното издание. Па со нешто. Да, со нешто како е. Тргнав. А секако на вас, драги гледачи, ви закажувам средба веќе во следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте си и не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!